Ви благодарам, подпредседателке, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите. Денеска повторно предлагаме измени во законите кои се однесуваат на работниците, работничките прилики и работничките права. Овој закон го предлагаме во скратена постапка затоа што сметаме дека не е обемен, не е сложен и може брзо да се изгласа и да се интегрира во нашата законска пракса. Во суштина овој закон доаѓа од прилика на некои година дена од спојувањето на ресорите на економијата и на трудот во еден ресор. И во овие година дена, откако се случи тоа, имаме прилики кои се навистина алармантни во поглед на трудот, работничките права и работничките прилики. Пред се живееме во време каде година дена гледаме дека со сите сили се потиснуваат работниците и се закитуваат синдикатите. Така што тоа што можевме да го предвидиме дека ќе го добиеме со десничарската влада се оствари и стана вистина. Дури во некои погледи се надмина, затоа што никој не можеше да претпоставува дека толку силно ќе се спротивстави оваа власт на синдикатите. Понатаму во оваа година, откако се споја економијата и трудот, имаме одбиени безброј предлози од граѓански иницијативи, од синдикати, како и од Партијата на трудот во ова собрание Левица, кои се однесуваат на работничките права и кои никако не наидоа на слух кај владачкото мнозинство. Сите тие закони кои беа предложени одговараа на вистинските потреби во овој момент на нашите работници и на пазарот на труд кој е под константен напад од приватниот сектор. Во оваа година, откако ги споивме ресорите на економијата и трудот, можеме да забележиме дека како што се подредени во името, така се подредени и во битноста во тоа министерство. Тоа значи дека трудот е потполно подчинет под интересите на економијата и тоа неолибералната логика на приватниот интерес. Многу пати кога зборуваме за односот помеѓу економијата и трудот, се користат сложени економски термини, се користат сложени мисли со кои треба да се создаде привид дека економијата во Македонија во приватниот сектор ја водат гениални иноватори и луѓе кои можат и знаат уште подобро да одговорат на потребите на пазарот од државата. Но секогаш ќе искористиме приликата да посочиме дека тој приватен сектор во Република Македонија е составен од роднини, пријатели, блиски соработници на политичката елита во Македонија, оттаму произлегува и бракот на интересите помеѓу приватниот сектор и политиката во Македонија. Оттаму произлезе потребата да се спојат овие два ресори за конечно потполно да биде заќутен поривот на работникот за сопствените права во Република Македонија. Година дена откако имаме нова власт и ново Министерство за економија и труд, ни се случи нешто што не можеше никој да го предпостави. Дека ќе имаме влада која ревносно ќе се бори против зголемувањето на минималната плата, дека ќе имаме министерство и министер кој одговара на ресорот на труд, кој нема да даде никаков коментар за зголемување на минималната плата. Дополнително овие владеачки структури се бават со разбивање на синдикати и со потикнување на паралелни синдикати кои одговараат повторно на интересот на крупниот капитал и на нивните приватни соработници и спонзори на партиите. Нема минимална плата, иако синдикатите тоа го бараа. Дојде едно барање од синдикатите кое беше едноставно ставено по тепих. После одреден период Левица го поднесе тоа законско решение во истиот модел кој што синдикатите кои се закитувани во оваа година го предложија, но повторно не дојдовме до посакуваниот резултат. Повторно владеачкото мнозинство не смета дека е целисходно да се унапредат приликите за нашите работници и за обичниот народ. Затоа произлегува потребата за носење на овој закон, кога веќе нема намера да се зголеми минималната плата, кога целата јавност, кога сите медиуми тоа експлицитно го видоа, тогаш го предлагаме овој предлог. Овој предлог, иако е еден од нашите најголеми политички приоритети, сметаме дека не одговара само на нашата идеолошка матрица, туку дека одговара на времето во кое се наоѓаме. Сметаме дека со усвојување на скратено работно време ќе допринесеме до подобрување на работните прилики на пазарот на труд, дури и на продуктивноста на нашата економија. За почеток предлагаме да биде намален работниот ден на 6 часа, но апелирам до мнозинството
да изгласаме потребата на носење на овој закон, да влеземе во претрес и да дискутираме. Тогаш веќе на комисија можеме и да ги допрецизираме методолошките одредници кои ќе се однесуваат на регулирање на различни индустрии, на различни типови на работници, а потоа можеме и да дискутираме како најдобро да го скроиме тоа. Дали е можеби потребно да одиме првично со 7 часовен работен ден, па потоа на 6 часовен работен ден. Ние сме спремни да дискутираме за тоа, но на вас е одговорноста воопшто да се најде ваква дискусија на дневниот ред. 8 часовниот работен ден е остаток од индустриското време и е стандард за полно работно време кој не одговара на светот во кој се наоѓаме, туку на еден друг свет, во едни други прилики. Обврските на работникот се повеќе се автоматизираат, се дигитализираат и се унапредуваат на начин на кој што тој веќе не е инволвиран како што бил предходно. За работниците денеска кои живеат во времето на технологијата која напредува, истовремено се соочуваат со тоа дека нивниот работен ден и работен век е исполнет со исцрпеност, анксиозност, хроничен замор и екзистенцијална несигурност, без вистински простор за одмор, грижа за семејството или обштествена партиципација. Затоа, токму затоа го предлагаме 6-часовното работно време без намалување на платите. А во македонски контекст, повторно ќе нагласам, ова е затоа што нема намера да се зголемат платите во услови на оваа влада. Во услови кога имаме власт која нема новие потреби, сметаме дека е потребно јавноста да се вклучи во притисок кој ќе одговара на тоа, на стремежот да ги добиеме условите кои се повеќе се присутни на континентот. Затоа, во овој дел од обраќањето, сакам да ве потсетам дека на континентот тенденцијата е да се крати работното време. Пред да отидеме далеку, ќе се задржиме во регионот, затоа што ја имаме Црна Гора како позитивен пример за намалувањето на работното време, затоа што ваква иницијатива помина на седницата на нивната влада и набрзо најверојатно ќе биде имплементирано 7-часовно работно време во Црна Гора, што покажува дека не можеме да ги гледаме работите како да не одговараат на нашиот контекст, затоа што не, напротив, потполно одговараат на нашиот контекст во овој случај. Ако одиме малку подалеку, ќе видиме и други примери на континентот. Затоа сметам дека треба да ги следиме овие позитивни примери, затоа што во последните години имаме примери каде што Исланд, Велика Британија, Шведска, Германија и Франција на европскиот континент, но и преку примери од другите континенти како Јапонија и многу држави кои веќе имаат доведено помало работно време или експериментираат со модели на помало работно време. Сите анализи покажуваат дека резултатите се јасни. Подобра продуктивност, помало отсуство од работа, подобро ментално здравје и зголемена лојалност кон работните обврски од страна на работниците. Ниедна од овие земји не претрпе економски шок, туку напротив, позитивно стимулирање на економијата. Тоа се емпириските податоци и индикатори кои ние треба да ги согледуваме без да влагаме во оправдување на едно време кое веќе не треба да постои. Нашиот предлог е конципиран со внимание да нема буџетски трошоци. И не сметаме дека ова е наметнување на вештачко темпо, туку доаѓа природно во време каде што најпосле овој премин е реален и изводлив, особено во секторите каде веќе е воспоставен флексибилен пристап кон работното време. Најважно ова е порака кон нашите работници, дека независно што се случува во политичките констелации, тие нема да бидат заборавени и дека нема за секогаш да се ќути и да се одговара на интересите на крупниот капитал кој сака да не задржи во минатото и никогаш да не ја видиме иднината. Македонија по многу параметри не ги следи континенталните трендови. Македонија чека многу време да помине за да се приклучи. И едно нешто ќе ви кажам, не затоа што сме неспособни, не затоа што живееме во друга реалност, туку затоа што нашата политичка елита до крај, додека може, ќе ги користи приликите за експлоатирање на сопствениот народ, на сопствените работници. Затоа ве повикувам како парламентарно мнозинство, поддржете го овој предлог и ајде да влеземе во материјална дискусија за моделот кој може да се примени во нашиот контекст. Ајде на комисиските расправи да го разглобиме ова. Ви благодарам многу за вниманието и очекуваме вашата поддршка. Ви благодарам.